Денес започнува светското првенство во ракомет кое се одржува во Хрватска, Данска и Норвешка, а Македонија групната фаза ќе игра во хрватскиот град Вараждин, што е голема предност пред се за македонската фаланга која се подготвува за навивање во овој хрватски град. Досега се продадени над 1000 влезници, што значи дека Македонија предводен селекторот Кирил Лазаров ќе има солидна поддршка од трибините на надпреварите од групната фаза. Фалангата ќе се загрева со пиво пред надпреварите кои ќе ги игра Македонија. Момците на Лазаров утре го отвараат светското првенство со меч против Унгарија со почеток од 20 часот и 30 минути. Во петок ќе играме против Холандија со почеток од 18 часот, а последниот меч од групната фаза го играме против Гвинеја в недела од 18 часот. Очекувањата се дека Македонија ќе помине групната фаза и ќе обезбеди следен сегмент од мундијалот. Како фаворити ќе играме против Гвинеја, репрезентација која треба да ја добиеме да обезбедиме следна фаза. Фалангата ќе играме во Вараждин и ќе биде 8-миот играч на македонската репрезентација. За Македонија ова ќе биде 9 учество на светските првенства. Прво учество македонската репрезентација го имаше во далечната 1999 година во Египет. Тогаш завршивме на 80-тото место. Потоа пропуштивме 4 светски првенства, па се вративме на мундијалите во 2009 година во Хрватска, кога завршивме на 11-тото место со 5 победи. Мундијалот во 2011 година го пропуштивме, а потоа фативме ритам од 5 учества во низа. Во 2013 година бевме на 14-тото место. Во 2015 во Катар бевме 9-ти, нашиот најдобар пласман на светските првенства. Во 2017 година во Франција завршивме на 15-тото место, а тој пласман го имавме и во 2019 година. На мундијалот во 2021 година завршивме на 23-тото место, а пак на последното светско првенство во Полска и Шведска пред 2 години го имавме најлошиот пласман, од кој завршивме на 27-то место. Сега одново се враќаме во Вараждин, градот кој за Македонија буди убави спомени, и да се надеваме со поддршка од фалангата Македонија да забележи